Ивана Атанасовска е една од 120 македонци болни од цистична фиброза. Уште од раѓање, животот за неа е големо искушение. Не е лесен, затоа што уште од мали години се соочуваме со оваа состојба. Мора постојана терапија, мора да се води добра контрола, добра кондиција да бидеме и така. Истражувањата покажале дека секое 30 дете во регионот се раѓа со ризик да заболи од цистична фиброза, автоимуно заболување кое е предизвикано од мутација на хромозомот 7. Цистична фиброза е мултисистемско заболување. Најчесто се зафатени белите дробови, каде што предизвикува најмногу, да речам, животозагрозувачки компликации. Исто така цревата, црниот дроб, панкреасот, така да се работи за едно тешко заболување кое што е хронично, прогресивно и генетско заболување. Станува збор за исклучително тешка болест, чие лекување е неизвестно. Во Македонија не е достапна генетската терапија, но се цели истата да биде достапна. Со помош на таа генетска терапија драстично ќе се подобри квалитетот на живот на лицата кои што боледуваат од цистична фиброза. За оваа болест во јавноста малку се знае, што е причина Сдруженијето за цистична фиброза на Македонија да отпочне кампања за подигање на свеста за проблемите на овие луѓе. Дел од кампањата која денес се спроведе во Штип беше и организирање на хепенинг и делење промотивен материјал. Содржината е, значи, што е цистичната фиброза, како се манифестира, како се наследува оваа болест, како се превенција на оваа болест, како се лекуваат и како се третираат. Во Македонија со цистична фиброза живеат 120 луѓе. Се претпоставува дека 15% од вкупното население во себе го носи генот за појава на оваа болест.